Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Јас ве прашувам, се застапувам со вас да почнете да размислувате што правите и не реагирајте само под влијание на емоции. Не го правете она што гледате дека сите други го прават. Следете го вашето срце, бидете водени преку Светиот Дух. Ние овде имаме неколку помошни средства. Ние ќе одат заедно со мојата порака, бидејќи јас поучувам на тема затрупани кладенци. Знам дека тоа нема да има никаква смисла за вас во почетокот, но дозволете отворено да кажам дека порано, во Стариот Завет, начинот на кој непријателите на израелците се бореле против нив, бил така што тие доаѓале и фрлале камења во нивните кладенци и со тоа тие немале никаква вода. Библијата вели, од нашата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Како и да е, твојот бунар можеби е затрупан. Ако е така, тогаш ништо добро не добивате преку него или воопшто ништо. Може би го имате, но не може да потече од вас и не може навистина да направи на никого нешто добро. Така вие треба да имате добра фантазија. Тоа беше последна минута. Мат го направи ова за мене за ден и половина. И така, ова е бунарот, што испада на дека е канта за ѓубре. А овие камења ќе бидат работите за кои ќе поучувам вечерва. Повеќето од нив. И само употребете вашата фантазија за момент. Ние ќе се преправаме како ова да е вашиот духовен човек овде долу. Ајде да речеме дека ќе оставиме тоа да биде духот, бидејќи тој е најдлабок. Духот е најдлабокиот дел од нас и таму се наоѓаат сите добри работи. Видете, кога вие сте на новородени, секоја добра работа што Бог ја симнал во вас и како плодот на духот е во вас. Љубовта е во вас. Во вашиот дух вие сте полни со живот, но ние имаме оваа душа со која се соочуваме. И така, нашата душа, можете да кажете, е помеѓу нашиот дух и светот. Така, Бог ги сака добрите работи што Тој ги ставил во нас да излезат надвор од нас, за да ги благослови луѓето. Мислам, добро е да одиме на црква и да велиме слава на Господа, но ако луѓето не можат да го видат Исус преку тебе, тогаш ти не правиш на ништо никој друг добро. Ако Бог само сакаше да не спаси, а ние да не влијаеме на никој друг, тогаш ние само ќе бевме спасени и тој ќе не земеше во небото, за да не се збркаме во целата оваа работа. Но секој еден од вас е овде со цел. Дали го разбирате тоа? Ви имате цел, а тоа е да дозволите вашата светлина да сјае и да работите со Светиот Дух. Од времето кога сте нановородени, се до времето кога ќе напуштите оваа земја, кога ќе се отидете дома да бидете со Господа. А тоа е да соработувате со Светиот Дух, да дозволите Тој да продолжи да исцелува и обновува вашата душа, така да сите добри работи кои се во вас може да излезат преку вашата душа, која што е вашиот ум, вашата волја и вашите емоции. Овде надвор каде светот може да го види тоа. Вие навистина не би требало ниту да кажувате на никого дека сте спасени. Тие би требало да ве прашат што има толку различно кај тебе. Амин. Така, непријателот исто како што ги затрупале бунарите на израелците, ѓаволот прави се за да го затрупа и нашиот бунар. Тие фрлале земја долу во нивните бунари, а тоа е што точно ѓаволот се обидува да го направи на нас. Тој се обидува да фрли земја внатре во нас, што треба да го представува светот и светските патишта. Тој е некој вид на насоката во која ние одиме. Јас сакав да ви го кажам ова како основа за да не се чувствувате загубени. Нека тече, од вашата утроба ќе потечат реки на жива вода. Се прашувам колку од вас овде и оние кои гледаат преку телевизија се чувствувате изнемоштени и како има нешто што е погрешно и нема добро течение во мојот живот. Знаете, кога ние сме во добро течение, се станува лесно.
Тоа значи, јас сум во добар тек овде вечер. Јас се чувствувам удобно и лесно. Јас не се борам за пораката. Но дел од тоа е затоа што јас се држам калта и камењата надвор од мојата душа. Бидејќи, гледајте, јас знам дека ако дојдам овде со неопростување во моето срце, добрите зборови што Бог ги ставил во мене да ги донесам на вас, јас ке можам да ги зборувам, но тие нема да излезат покриени со Божјо помазание. А без помазание, веќе ги слушнете, но тие нема да влијаат врз вас. Знаете, интересно е како двајца луѓе, две различни служби би можеле да ја проповедат точно истата порака и од едниот од нив нема да сватите ништо, а од другиот ќе биде за промена на вашиот живот. И така, не се само зборови, тоа е помазанието на тој говорник што навистина прави разлика во вашето срце. И помазанието секако е дар од Бог. Јас мислам дека можам да кажам, и се надевам дека ќе го разберете ова на правилен начин, има цена која се плаќа за тоа. Ние немаме привилегијата да живееме на начин како што живее светот. И мило ми дека сте возбудени за тоа. Библијата вели, излезете од кај нив и одделете се. Сега, тоа не значи дека ние да се однесуваме дека сме подобри од сите други и дека нема да допреме или да зборуваме или да јадеме сендвич со некој кој не верува. Но начинот на кој го објаснуваме, тоа е, ние би требало да бидеме околу неверните, бидејќи ако ние се криеме од нив во нашите мали христијански кругови, тогаш никогаш нема да влијаеме на никој од нив, но само треба да бидеме сигурни дека ние имаме влијание на нив, а тие не заразуваат нас. Амин. Јован 7 стих 37 и 38. На последниот и големиот ден на празникот, Исус застана и извика со силен глас: Секој кој е жеден, нека дојде кај мене и нека пие. Кој верува во мене, како што вели писмото, реки од жива вода ќе потечат од неговата внатрешност. Тие се во нив, но треба да потечат од нив. Затоа ајде да ве прашам, што тече надвор од тебе? Дали тоа е нешто живо или мртво? Знаете, јас бев казнет од Бог 2 пати минатата недела. Недела и половина. И тоа ми се допаѓаше. Ми се допаѓа кога Бог ми покажува работи кои ги правам погрешно. Тоа не прави да се чувствувам лошо за себе си. Јас навистина разбирам дека Божјото казнување е едно навестување на неговата љубов. Јас сум многу благодарна дека тој не ме остава сама и не дозволува да бидам слепа за проблемите и збрките во мојот живот. И така, кога Бог ви покажува нешто кое е погрешно во вашиот живот, вие не треба да се чувствувате виновни. Вие треба само да се согласите со Него. Благодарете Му што ви покажа. Барајте Тој да ви помогне да го промените тоа, бидејќи вие не можете да го промените тоа без Него. Амин. И ако паднете, повторно исправете се и обидете се повторно. Ако паднете, пак станете и обидете се повторно. Се додека Бог ја гледа искреноста во вашето срце, тој ќе ви помогне. Јас бев фатена од Бог затоа што бев критична. Зборувајќи за луѓето на критичен начин. Не на секој. Но знаете, ние имаме наши одредени луѓе на кои некако се празниме. И така јас бев премногу груба. Знаете, можете да се заразите во тие разговори. Може би нема ниту да сакате да одите таму, но можете да станете зависни од нив. И така јас го прифатив тоа, направив некои добри промени, а потоа пред неколку дена пак бев фатена од Бог за тоа што сум нетрпелива. И јас бев како: Ох, Исусе, тоа секогаш беше како веројатно моја слабост број 1. Јас сакам луѓето да се движат бргу, сакам тие да се движат. Мислам, не можам да поднесам луѓе кои само претураат, знаете.
Вие секогаш чекате на нив да почнат да се движат. А јас не сум толку нетрпелива со Бог, бидејќи научив дека неговото време е правилно. Но тоа се луѓе. Колку од вас знаат дека ние ќе бевме подобри ако таму немаше луѓе? Џон Ортберг само што напиша книга наречена "Јас ќе те сакав многу повеќе ако ти беше повеќе како мене". И Бог сака да бидеме трпеливи со луѓето, трпеливи со нивните грешки и слабости, имајќи на ум дека сите ние имаме наш собствен мал товар од мачни грешки со кои другите луѓе треба да се справат. Јас станав нетрпелива со некои работи како вчера, кога бев до последната глава на завршувањето на огромно уредување на книга која ја напишав и мојот уредник беше вклучен, мојот издавач беше вклучен, јас бев вклучена. Тие погледна, дадоа коментари, јас требаше да се оставам се заедно и ова ќе биде конечната работа. Имаше 25 глави и јас бев само што ја завршував 24-та глава и требаше да застанам за момент бидејќи некој требаше да дојде во мојот дом. И кога се вратив назад, сите мои промени исчезнаа. Сега знаете, тоа едноставно ве прави болни во стомакот, ако сте писател. Вие сте како, а јас навистина не сум добра со сета технологија и навистина морници ме лазат затоа што не знам што да правам за да го поправам тоа. Затоа морав да викнам некого и првата личност која ја повикувате не е дома, а таа е единствената што знае нешто околу тоа, подозвоните на некој друг и така јас паднав на мојот тест вчера. Како и да е, тоа се поправи. Мојот син е вистински техничар, дојде и го поправи, а јас реков, што направи? Тој рече, навистина нема да сакаш да ти кажам, затоа што следниот пат кога ќе се случи ти, така само ќе ме повикаш да го поправам. Нема да запомниш. Така, колку од вас имате нетрпеливи работи? Знаете, нели ние сакаме сета наша технологија што не овозможува се да биде побрзо? Но знаете што? Ние можеме да станеме нетрпеливи ако мора да возиме низ зона за 3 минути каде немаме добра телефонска врска. Не знам што ќе се случи ако ги немаме нашите телефони за 2 или 3 дена. Светот може да застане. Така сите работи кои течат од мене не се совршени. Но јас го сакам Бог. Сакам Бог да продолжи да се справува со мене и да ми покажува работи кои треба да ги променам. Ова е едно од работите за тоа да знаете кој сте во Христос. Кога ќе знаеш која си ти во Христос и знаеш дека Бог тој ги покажува работите само заради неговата љубов. Така вели во Откровение во Евреи. Оние кои Господ ги сака, тој ги казнува. Тој само не ги кажува нашите грешки. Откровение вели, заради неговата голема љубов за нас. И од време на време, јас си мислев, можеш ли да ме сакаш малку помалку, само за трошка. Ако вие знаете кои сте во Христос, кога Бог ќе ви покаже нешто такво, не треба да бидете осудени. Треба да ви биде мило. Бидејќи знаете дека Бог го прави тоа само затоа што ве сака и тоа ќе ви помогне. Ајде, тоа ќе ви помогне да бидете посреќни и личности исполнети со повеќе мир. Така, што тече надвор од тебе? Псалм 46, 4 и 5 вели: има река чии струања го веселат Божиот град, светото место каде пребива Севишниот. Бог е среде него, нема да падне. Бог му помага од првите мугри. Бог живее среде неговата црква и тој живее како секој верник посебно. Тоа е апсолутно на се. Ја размислувам за тоа и знам дека е вистина, но не мислам дека некогаш ќе можам да ја сватам целокупноста. Што значи кога Бог вели дека тој дојде да живее во нас, дека ние сме негов дом? Можете ли да го сватите тоа? Бог живее во тебе. Тој им рекол на учениците: јас ќе ви испратам друг утешител. Тој беше со вас, но сега тој ќе биде во вас. Светиот Дух живее во вас. Јас мислам,
Ако не имаме на ум дека Бог е токму тука со нас цело време и дека ништо не е скриено од Него, тој го слуша секој збор, ја гледа секоја реакција и можеби, само можеби, тоа ќе не поттикне да се однесуваме малку подобро. Да. Тој би требало да тече од нас и кога тој ќе тече, нам ќе ни биде добро, а исто и на другите. Така ве молам, ако сакате да биете околу мене, направете тоа да ме радува. Ти благодарам. Откровение 22:1 вели: тогаш ангелот ми ја покажа реката на жива вода, бистра како кристал кој истекува од престолот на Бог и на јагнето. Така ние би требало да бидеме многу повеќе загрижени за тоа што излегува од нас, отколку што доаѓа кон нас. Една од песните кои ги пеевме оваа вечер зборува за, а јас не сум само за благослов, но јас те сакам тебе во мојот живот. Ние би требало да бидеме многу повеќе загрижени за тоа, да бидеме благослов за Бог и другите, отколку да го добиеме нашиот благослов. Ние би требало да размислуваме за давање, а не за земање. Амин. Никој во црквата, ако тие навистина разбираат што Христос направи за нив и навистина се загрижени за луѓето, не би требало некогаш да зборува за давање. А овде имаме тројца, сосем малку. Кога некој ве поучува за давање, вие треба да викате, ракоплескате и да се радувате, бидејќи ви велам. Давајте на другите додека тоа не ја скрши таа алчност и себичност од вас. Може би треба да почнете да го правите тоа како дело на вашата волја, но ќе дојдете до точката каде ќе сакате да давате и ќе барате места каде да давате. Така, ние треба да даваме охрабрување, а не секогаш да биде: па посакувам некој да ме охрабри мене. Фокусирајте се на давање на благослови, не да бидете благословени. Давање на финансии, не добивање на финансии. Давање слава, а не некој да ве фали. Амин. Битие 26:15. Така сите кладенци кои слугите на неговиот татко ги ископаа во времето на неговиот татко Авраам, филистејците ги затрупаа, исполнувајќи ги со земја. Ние ќе го наречеме тоа кал. Ние остануваме духовно силни кога го задржуваме светот надвор од нашите животи, а остануваме полни со Бог. Сатаната постојано се обидува да фрла кал во нашите кладенци. Затрупувањето на твојот кладенец значи сигурен пораз. Дури и Израел се обидел да ги затрупа кладенците на нивните непријатели. Не само што нивните непријатели се обиделе да ги затрупаат нивните кладенци, но и тие ги затрупувале кладенците на нивните непријатели затоа што знаеле дека тоа значи сигурен пораз. Така најпрво, всушност тие фрлале камења и во нивните кладенци исто така. И некогаш тие ја покривале нивната земја со камења така да ништо да не израсне од неа. Во Стариот Завет еден од начините на кои убивале луѓе било со каменување до смрт. Така, ние ќе зборуваме за камењата кои ѓаволот се обидува да ги фрли во нашиот кладенец. Првиот за кој ќе зборуваме е каменот на непокорност. Непокорност. Сега знам дека на вас нема да ви треба ова, но можеби вие ќе можете да кажете на некој друг за оваа добра порака. Јас знам дека на никој од вас нема да му треба и утрешната пора. Веројатно не би требало да ви кажам за што се работи утредента, барем мислите дека не ви е потребна, но ќе ви кажам. Утре изутрина јас ќе поучувам за себичност. Еве зошто. Вие не можете да бидете среќни и себични во исто време. Затоа одете, најдете го секој себичен христијанин кој го познавате и донесете ги со вас. Хајте така. Гелот сака да бидеме непокорни.
Реката нема да тече без покорност. Ќе ви кажам, ова е една од најважните пораки што треба да ја слушнеме во ова време, во светската историја. Ние живееме во темно, мрачно место кое се повеќе се замрачува. Една од причините што станува се помрачно, затоа што се повеќе и повеќе светилките на христијаните се замрачени, иако се уште воопшто светат. Амин. Исаја 48:18. Ако само внимаваше на моите заповеди, твојот мир ќе беше како река, а твојата состојба како морските бранови. Проширената Библија вели: Ах, да ги слушаше моите заповеди, тогаш твојот мир и напредок ќе беше како река што тече. Дали го слушнавте тоа? Ако само ги слушавте моите заповеди, вашиот мир и напредок ќе беше како река што тече. Откако ја напишав книгата за сите глави, 31 на бројот изреки, многу ме е мило што успев, затоа што тоа едноставно се зацврсти во мене. Пораката што Библијата ни ја дава навистина од почеток до крај е: прави го она што јас ти велам да го правиш и ќе имаш прекрасен живот. Однесувај се како будала и не го прави она што јас ти велам и ти ќе имаш секаков вид на мизерија што гревот може да ја донесе. Јас ставам пред тебе живот и смрт, благослов и проклетство. Избери живот за да ти и твоите потомци живеат. Јас ве прашувам, се застапувам со вас да почнете да размислувате што правите. И не реагирајте само под влијание на емоции, него правите она што гледате дека сите други го прават. Следете го вашето срце. Бидете водени преку Светиот Дух. Неко ти си единствената личност за која знаеш дека се обидува навистина да живее како христијанин. Знаете, некогаш ако навистина се однесуваш како христијанин, дури многу од другите христијани може да прекинат да се дружат со тебе. Колку од вас мислат дека ние премногу правиме компромис за да си ги задржиме нашите пријатели? Знаете ли што? Ние и така, на ним и така не им е многу грижа за вас, ако сакате да ја знаете висината. Се прашувам, колку многу луѓе се ги уништуваат животите, обидувајќи се да останат и да задржуваат некако во нивниот живот кога го сакаат, а таа личност не прави ништо, но само те контролира и манипулира, кога притисокот те ни тежнува, кога навистина ти се потребни. Ти така нема да биде тука. Следи го Бог, тој никогаш нема да те напушти ниту да те заборави. И тој е пријател кој е поблиско до тебе отколку брат. Покорноста донесува реки на мир и бранови на праведност. Кога ние сме покорни, Бог ги поразува нашите непријатели за нас. Знаете, ние го цитираме писмото. Цитираме половина од стихот во Јаков 4:7. Спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Но тоа не е се што вели, пишува: покорете се себе си на Бог. Спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Ние ја немаме духовната сила да се спротиставиме на ѓаволот ако најпрвин самите не се покориме на Бог. Од таму доаѓа вашата сила. Ми се допаѓа оваа порака. Дечки, дали ви се допаѓа оваа порака? Изес 23:22. Ако слушате внимателно што вели, тој и го прави сето тоа што јас го велам. Јас ќе бидам непријател на вашите непријатели и јас ќе се спротиставам на оние кои се против тебе. Јас сакам Бог да биде непријател на моите непријатели. Ние сме благословени ако се покориме, и ние не сме благословени ако не се покориме. Знаете, луѓето денес велат: па според новиот завет Бог нема да те проколне. Тој не е таков Бог. Знаете што? Бог и така не проколнува. Ние самите си го правиме тоа. Тој рекол: јас ставам пред тебе благослов и проклетство.
Ако го правиш тоа што јас ти реков да го правиш, ќе бидеш благословен. Ако не, ќе бидеш проколнат. Но никогаш не вели дека тој те проколнува. Тоа е наш избор. Ние самите се го донесуваме. Јас не велам дека секоја лоша работа што ви се случила или секоја неволја што ја имате е ваш неуспех. Воопшто не го велам тоа. Ѓаволот е жив на планетата Земја и работи се случуваат.